Неисплаќањето на капитацијата од страна на Фондот за здравство на приватна здравствена ординација во Виница беше причина матичните лекари од приватната пракса од Виница и Кочани да организираат мирен протест. Парите не биле исплатени затоа што ординацијата, согласно законските прописи, немала комплетиран здравствен тим, односно подолго од 35 дена не вработила медицинска сестра. Под мотото "И јас сум Виолета", приватните лекари протестираа пред Фондот за здравство за да ја дадат подршка на колешката од Виница, доктор Виолета Петковска. Тие реагираат што фондот не и пуштил капитација, иако сите останати ја добиле. Од протестот беше упатено барање до надлежните државни институции да се направат известни законски измени, за да им се овозможи на матичните лекари да продолжат со работа. Ние сега се наоѓаме во ситуација каде што нема кадар, медицински кадар, а сме условени да имаме тим или ќе ни се укине капитацијата, што веќе и се случи. Со оглед на тоа дека Источна Македонија веќе се осеќаат во Источна Македонија недостатоци на медицински сестри и уште понатаму и на лекари, ние апелираме и овој протест ни е знак за апел или на надлежните институции со кои што ќе почнат да се размислуваат за решавањето и за флексибилноста на законот со кој не обврзува да имаме тим, меѓутоа ако не сме во можност да најдеме, значи да ни се пружат можности да го решиме проблемот дали со продолжено работење на доктор сам, ако може да го истера сам работењето во ординација, да ни се дозволи вработување на лице нестручно, мислам со немедицинско образование, кој може да ги обавува административните работи, а не лекарите како својата докторска работа, па и работа на медицинска сестра да ја извршуваме согласно со законите и прописите додека не се најде медицински кадар за да се комплетира тимот. Излеговме тука да ја дадеме подршка сега на колешката, а сметајќи дека утре на секој може да му се случи да останеме без тим и капитацијата што ја добиваме тоа се средства кои што ни се за да ги одржуваме нашите амбуланти, нашите фамилии, значи ние со капитацијата која добиваме го одржуваме и просторот и пациентите. Колешката јако работеше цело време заедно, 6 месеца, пациентите се од неа задоволни и она добива и нови пациенти, така значи докторите си ја убавуваат својата работа, а за тоа не може да добијат средствата кои што ги заработиле. Многу е прво нехумано, јако сме ние хумана гранка, нехумано еден доктор да работи и за сестра, да ги обслужува своите пациенти, значи денонокно да работи, тие да не ни забележат дека нема тим, и да бара значи и нови пациенти запишува колешката, а за тоа да не добива ништо, за тоа бараме значи институциите да ги менуваат законите. Матичните лекари нагласија дека скоро сите ординации во регионот веќе се соочиле или наскоро ќе се соочат со истиот проблем, па ако не ги добиваат средствата за капитација, не ќе можат да ја извршуваат функцијата. Веќе доставиле известување до Фондот и до Министерството за здравство дека подолг период во евиденцијата на Агенцијата за вработување во Виница нема невработени медицински сестри. Како заклучок од протестот, лекарите рекоа дека не бараат привилегии, туку поголема толеранција од надлежните институции, затоа што ќе станат неконкурентни во однос на јавните здравствени организации и ќе бидат приморани да ги затворат своите ординации. Од Фондот за здравство истакнуваат дека менувањето на законите е под ингеренција на Министерството за здравство, а тие само ги исполнуваат обврските согласно законите.